Ова лето, тимовите на Реал Мадрид, Монако и Манчестер Сити подотвуваат голема трампа на фудбалери. Представници на сите три клуба одржале состанок каде се разговарало за тројца фудбалери кои би требало да бидат вклучени во големата размена која би била реализирана во летниот преводен рок. Не е тајна дека во Реал веќе подолго време се заинтересирани за напајачот на Сити Серхио Агуеро, меѓутоа досега Манчестер Сити има доле на сите обиди на Реал да го ангажира аргентинецот. Исто така не е тајна дека Манчестер Сити е заинтересиран за Фалкао, а во целата приказна Монако би го добиле Анхел Ди Марија со кого би се затворил волшебниот круг. Никој од луѓето кои што учествувале на состанокот не бил расположен за разговор со новинарите, па останува да видиме до летниот природен рок дали оваа голема трампа ќе се реализира или не. Барбара Берлускони на пресконференција објави дека нејзиното семејство бара партнери дека поради тоа ќе отпатува најпрвен во Блискиот Исток, а потоа и во Соединетите Американски држави. Вчера Милан свечено ја отвори зградата наречена Каза Милан, во која ќе биде сместено седиштето на клубот, канцелариите, ресторани, мегастор и ултрамодерен музеј. Барбара најави дека е при финализирање на планот за новиот стадион кој ќе го гради Милан во Милано и дека се водат преговори со одредени компании за продажба на 30% од акциите на клубот. Во тек се преговори со Fly Emirates и Газпром кои се заинтересирани да влезат како косопственици во клубот и да го купат името на новиот стадион. Тоа би требало да биде нов импут и свеж капитал за клубот кој сака да се врати на врвот на италијанскиот и европскиот фудбал, а моментално има финансиски проблеми кои се одразуваат и на спортските резултати. Три средби се одиграа синоќа од 13-тото коло во топ 16 фазата во кошаркарската Евролига. Фенербахче на Бомекеле победливо загуби на гости кај Кахалаборал со 95-73 и со тоа ги загуби и теоретските шанси за пласман во четвртфиналето. По поразот на домашен терен во минатото коло од Армани, тимот на Желко Обрадовиќ одигра уште еден лош надпревар. Лаборал од почетокот до крајот ја контролираше играта и на крај стигна до четврта победа во втората фаза. Македонскиот репрезентативец Бомекеле беше најефикасен на мечот со 19 поени и 3 асистенции, како и 2 украдени топки и еден скок за 30 минути игра. Шестмина кошаркари на шпанскиот тим имаат двоцифрен број на поени. Плајс и Ночиони уфрлија по 15, Сане Метерио и Ертел дадоа по 14, Хамилтон 11 коша. Панатинајкос со победата над Уникаха од 69-60 си обезбеди четвртфинале. Колото вечерва ќе се комплетира со преостанатите 4 надпревари. По една победа на домакините и гостите во двете средби кои се одиграа синоќа во NBA лигата. Тимот на Оклахома Сити стави крај на фантастичната серија од 19 победи поред на Сан Антонио во дербито на Западот со 106-94. Дурент даде 28 поени, а Расел Весбрук 27 поени за молњите. Спарси немаа пораз од 21 февруари. Во нивните редови се истакна Мил со 21 поен, а Ленард и Данкан дадоа по 17 коша. Далас славеше против LA Клиперси со 113-107. Лидер на Маверикси беше Дирк Новицки со 26 поени, додека Калдерон придаде 19 поени. Кај Клиперси Блејк Грифин го оствари првиот трипл-дабл оваа сезона. 25 поени, 10 скока и 11 асистенции. За вечерва дури 14 предвидени надпревари во NBA лигата.